Во согласност со податоците од Светската здравствена организација, ракот на дојката е најфреквентниот тип на рак кај жените во светот. Во Европа е со инциденца од 500.000 случаи годишно, а проценато е дека во Македонија, според истражувачката агенција Глобалкан, во 2019 година ќе има околу 1200 новодиагностицирани случаи годишно, од кои околу 850 само во државните клиники, соопштија денеска од Сдруженијето за борба против рак на дојката Борка. Тоа значи дека секој ден во државата ќе се диагностицираат по нови 3 до 4 жени од овој карцином. Според податоците на Фондот за здравствено осигурување, во минатата година во јавното здравство се регистрирани 986 болнички третмани на пациенти со диагноза карцином на дојка. Од нив 756 биле хируршки третирани, а другите 230 конзервативно. Во европски рамки, 20 до 30% од случаевите на рак на дојка се јавуваат кај жени помлади од 50 годишна возраст, а 33% кај жени од 50 до 64 годишна возраст. Според Светска здравствена организација, во земјите каде што има имплементиран скрининг, морталитетот може да се намали до 35%. Во нашата земја беше почнат скринингот, но во овој период се реформираат групите за диагностички места со оптимизам дека набрзо ќе почне да функционира бидејќи раната диагностика спасува живот, велат од Сдруженијето Борка. Набавката на иновативната биолошка терапија што се практикува веќе насекаде, представува значаен чекор и најсилен удар во борба против ракот, вклучително и ракот на дојката. Со централизираната набавка се обезбедени над 30 молекулни скала биолошки терапии, кои не е на позитивна листа на лекови, за да им биде достапна на пациентите во болниците. Достапноста на иновативната терапија значи можност пациентот навреме да добие соодветна диагноза, третман и грижа за своето заболување. Се внимава и се воведуваат најсовремени диагностички и терапевски пристапи, како и двојно читање на мамографите од два независни читача, радиолози што имаат искуство во читање мамографи од минимум 800 пациенти, а мамографскиот скрининг се организира во согласност со европските насоки за обезбедување квалитет со цел максимално да се зголеми стапката на детекција на ракот на дојката и тоа во најрана можна фаза, истакна од Министерството за здравство.